meni kostum. Potrošiše skoro to svoje vrijeme i mnogo pari na raskošni novi kostum. Той и не се занимаваше много со грижата како цар. Што да облечам денеска? Ова боја е демоде. Ова ме прави многу подел. А да го ставам овој појас, што мислиш? Сега те слушали сме. Како можеш толку много облека, ти повторно да бараш нешто ново. Повторно ново. Еден ден, двајца измамници дојдоа во царскиот град. Слушно, много е цар бил много обширна со својата облека. Слушно, а знаеш, па јас се досетив нешто се досетив. Ние да му се представиме на царот како која ќе да се избогати. Да му се ти имаш, люди немаше и ова е цар ќе не открие на стариот Зандar. Ти нема да се држиш, слушај на мене. Стој, каде сте тргнале вие двајца? Ние сме која? Па тоа пробаш во мире. Двајца измамници влегоа во царскиот дворец. Добар ден. Ние сме која? Добро, кој влезе? Ние сме која? Од една наредна земја, кој зброиме прекрасни гости, кои можеш да ги видите на паметните, а слабите нека. Колку тоа би ми одговарало? Би бил во состојба да ги разликувам мудрите од глупавите и би дознал кој не е дорастат со својата положба. Советник, дај пари, нека почнат да работи. Вегнав, честити царе. Двајцата измамници изнајмија една работилница, но тие воопшто не работи. Времето поминуваа во јадење и пиење, а ако некој наминеше покрај нивната работилница, се пребраваа дека вредно и напорно работи. Ајде да ти се да видиме право да краши. Ајде. Дали ти види нешто? По-добро да не кажувам дека не видов ништо, бидејќи ќе ме направат глупост. Видов како не видов си работат цинката ти и јас исто да го забележав. Царот беше многу љубовитен, за да дознае како напредуваат војачите со работа. Па реши да испрати премиерката да му донесе детален извештај од новите костуми. Советнику, повикаја премиерка. Вегнав, честити царе. Премиерке, ме вика царот. Драга премиерке, оди кај кројачите и донеси ми детален извештај од новите костими. Веднаш честити царе. Почитувана премиерке, победете. Добар ми ден, крајачи. Царот ми испрати да видам како напредувате со работа. Љубезно да се подружувате кај нас. Па јас ништо не гледам. Леле, дали навистина сум толку глупава? Подобро да се преправам дека нешто сум видела. О, да, сега сум се тим пренесен на царот. Но да се подобро да му пренесете на почитуваниот цар, дека парите кои ги испрати не ви се доволни. Потребни ми се повеќе пари за да идеме на производствени крај. Се разбира. Премиерката замислено се врати во царскиот дворец. Не сакаше да ја признае вистината, бидејќи се плашеше да не дознаат сите во целото царство дека е глупа. И кажу, како си? Ах, ваше височество, боите се прекрасни. Како на љубово виножита во лето, испарено небо. Виолетова розова златна, а кравите се толку префинети, оградена со нежни цветови, раскошни дрвја и брзи потоци. Не можам да поверувам колку се паметни тие крајачи. Царот се повеќе и повеќе го губеше трпението. Па реши овој пат да испрати најмодерната грофица да му донесе детален извештај од новите костуми. Советнику, повикаја најмодерната грофи. Вегнав, честити царе. Грофица, ме повикува царот. Најмодерна грофица по целото мое царство. Оди кај кројачите и донеси ми детален извештај од новите костуми. Веднаш честити цар. Почитувана грофица, победете. Добар ми ден, крајачи. Царот ми изпрати да
da ja kažem istinati da go razotkrijem своето знanje? А, не. Хубави до сега не съм ни видел. Ки му пренесам назад. Офицата замислена се врати во царскиот дворец. Но ни таа не сакаше да ја признае истината, бидејќи се плашеше да не дознаат сите во целото царство дека е глупава. Па, какви си? Четирица! Хубави до сега не съм ни видел. Най-добро ќе биде сами. Колко сум јас. А кога ќе бидат готови? За денот на независноста на нашата страна, кога вие треба да се покажете пред вашите водачици. Дојде. Војачите пристигнаа во царскиот дворец за да го подготват цар за свеченост. Добар ти ден, честитица. Денес како што е ред да ви приготвим за свеченост. А, царице моја, како ти се допаѓа мојата нова облека? Не гледам ништо. Ако кажам дека не гледам никакво посла, ми се натат за друг колега да остина царица. Со кого разговараш? Ајде, време и ти да се подготвиш. Не, со никого не разговарам, цар мој. Вие што да ви да се преправам да сум болна и да не одам на свеченост. Ах, цар мой, јас не се чувствувам добро. Имам страшна глава. По-добро да не доаѓа. А, никако, тоа не го прифаќам. Ајде, веќе достигна. Време и ти да се подготвиш. Царот никогаш не достигна. Народот веќе не беше нестан. Па пристигна пред царскиот дворец. А цар, гордо со подигната глава, може ни слободно. Леле, колку хубава облека. Царот се застрани и ја наведна носи. Ја свати грешката што ја направи. Така вели е народна поговорка. Облегата не го пречи. Dobro je kad si lijepo odjeven, uliskan i prekrasan, ali to zato ne znači da si mudar i pametan. Dosjetka stara od uvijek uči, odjelo ne čini čovjeka, i ko još sve ovo pamtio nije, loše mu bude do vijeka. Odjelo, svi bi se divili glasno, za ništa na dlo, govorili krasno, odjelo, svi bi se divili glasno, za ništa na dlo, govorili krasno. Dobro je kad si lijepo odjeven, ulickan i prekrasan, ali to zato ne znači da si